Добро вечер и добре дојдовте во петточното издание на Аргумент Плюс, резервирано за спортски теми, конкретно за ракометни, спортот број 1 во Македонија. Женската ракометна репрезентација на Македонија на 9 и на 12 април ќе одигра бараш двомеч со Полска за пласман на светското првенство кое кон крајот на оваа година ќе се одржи во Германија и во Холандија. Пред неколку дена заврши регуларниот дел од сезоната во машката ракометна Суперлига и од тие причини наш гостин вечерва, селекторот на женската ракометна репрезентација на Македонија и тренер на машкиот ракометен Суперлигаш Кристијан Грчевски. Кристијан, добро вечер. Добро вечер. Добре дојде во студиото. Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Благодарност што во овие турбулентни времиња се одзва на поканата да говориш за телевизија 24. Да почнеме, дамите имаат предност, кога ќе ги земеме овие две функции во обзир. По Европското првенство минатата година, каде го освоивме 18-тото место, а во престрет на бараш двомечот со Полска, имавте во рамки на ЕХФ неделата еден краток собир и два пријателски надпревара со репрезентацијата на Србија во Бор, и двата ги загубивме, но пред се би сакал да прашам каква е вашата проценка и бенефитот од овие две средби. Знаеме дека настапивме без Сара Ристовска и Ивана Джатевска, како и за прв пат без пензионираните во спортска пензија, се разбира, Елена Георгиевска и Јована Саздовска. Така, и Кипријановска на последниот тренинг се повреди пред патувањето во Србија. Така да, една десна страна, бевме отсечени, меѓутоа, од кај да почнеме за Србија, два пријателски надпревари, се врати Моника Јаневска, после долг период, нели, стана мајка, така да се приклучи, се врати во игра, тоа е од големо значење за наша репрезентација. За разлика Србија се вратија сите оние постари играчи, најверојатно новиот стратег нивни се повика на нив дојдоа и се надам дека сакаат некои поголеми цели да направат од она што претходно го има. За гледачите ќе те прекинам само, значи се вратија Лекич, Цвиич и Крпеш, а дебитираше новиот селектор норвежанецот Бен Дал. Да, така. Така да имавме два добри пријателски надпревари и добија шанса сите ракометарки што беа. Имавме некои за прв пат повикани, за да видиме дали може да одговорат на онаа задача. Така да сепак се пробни надпревари, треба да пробаме и ние, треба да пробаат и они. Резултатот горе-доле можеби не е нешто реална слика, меѓутоа има некои играчи кои добија шанса и кои ми оставија впечаток и се надевам дека понатаму ќе рачунам и на нив. Така да во глобала сум задоволен од она прикажаното. Во отсуство на Ивана Джатевска, Катерина Дамјановска ја искористи шансата, 11 гола вкупно на двете средби. Така, да, доби добра минутажа, искористи шансата и се надевам дека ќе продолжи така. Тоа секогаш треба да е мотив за секој играч и да не застанат кај што се, него секогаш да барат едно скалило погоре. Се надевам дека тоа така ќе продолжи и ќе биде за доброто на нашата нормална репрезентација. Грчевски ме интересира, ми падна во очи кога го објавивте списокот на 20 ракометарки за овие дуели со Србија, ја немаше Сара Стефановска, која беше на Европското првенство. Токму така, не е само она, има уште неколку девојки што не се на овој список, како да мислам дека не одговори како што треба на Европското првенство. Имаше сега и последниот период малце, бидејќи пратиме све што можам да пратам нормално денеска, технологијата ни го дозволува тоа, не беше во нека добра форма. Се врати Моника Јаневска, која би сакал да уште малце незиното искуство да го искористиме во овие барем моменти. Сепак за Сара Стефановска тоа не е крај, нормално, она е млада и има пред неја цела кариера, така да се одлучи за варијанта за искуство малце, што мислам дека многу ќе ни биде битно во овој бараш дуел со Полска, па ќе видиме дали тоа се исплати или не. Селекторот на полската репрезентација
Арне Сенстад ги отвори веќе картите, ги соопшти имињата на 16 ракометарки кои доаѓаат во предвид за настап на предстојниот бараж двомеч, кој, ќе повторам, на програмата е на 9 април во Кошалин и 3 дена подоцна реваншот во салата Боро Чурлевски во Битола. Горе-доле од она што го забележав, речиси идентичниот состав со кој Полска настапи на Европското првенство, само 5 интернационалки. Какво е вашето мислење од она што го... Токму така, да, видовте на Европското, сепак у топ 10 репрезентации се работи Да, го освоија 9-то место. Да, 9-то место завршија за една навистина силна репрезентација. Мислам дека пратиме спорт сите и во Полска општо во спортот многу се вложува, како во фудбал, така во машки ракомет, знаеме, и ете исто и во женскиот ракомет, така да тоа е едно друго ниво кај нив, за разлика од кај нас. 5 интернационалки, меѓутоа сите се, да кажам, таму е најдобриот десен бек по мене, така, Кобилинска, кој игра во Букурешт, и една од најдобрите стрелци, сепак се една доста искусна и добра бековска линија, доста добри крила, голмани, покриени на сите позиции со, пак ја речам, искусна репрезентација, и мислам дека нема да ни биде лесно. Сепак ние сме, како што бевме на Европското, една од најмладите репрезентации, сега сме можеби со Моника и ќе видиме дали сазданска... нема шанси да што се однесува до младоста. Јас баш и гледав возраста. Полска е многу поискусна, далеку поискусна. Најмладата ракометарка има 25 години. Токму така, да. Малку околу успесите на машката репрезентација на Полска, кога ги спомена, видов дека женската репрезентација одамна нема направено сериозен успех. На светските првенства 2013-та и 2015-та два пати го освоиле 4-то место. И тоа под водство на данецот Ким Расмусен, познат и на нашата јавност. И по крахот пред светското првенство во Јапонија е донесен норвежанецот Арне Сенстад 2019 година. Значи веќе 6-та година на чело, зборува, ова намерно го потенцирам, значи за патот како треба да се дојде до успех. Значи и од таа причина ме интересира норвежан селектор на Србија. Сега е на Полска. Сигурно сте имале можност да ги погледнале неколку барем од надпреварите кои Полска ги одигра на Европското првенство. Дали се забележува нешто идентично тој норвешки систем во играта на Србија и на Полска? Па моментално да ви кажам, Србија можеби нема уште норвешка... Да, кратко е сега. Токму да, само 2 дена, мислам дека само 3 тренинга, ние имавме прилика да се запознаеме со тренерот, со селекторот и да си поприкажеме, така да стварно е тоа многу краток период. Меѓутоа мислам дека ќе даде резултат. Секогаш треба да се даде еден временски период, не само од година дена или не знам 6 месеци, ние како што мислиме дека тоа све може преку ноќ да се случи, сепак е тоа долг период, дали 4 години, дали 5 или 6, меѓутоа многу е важно тоа од година да се оди степен по степен нагоре. Значи тоа се приметува дали во игра, дали во не знам во физичка припрема или во тактички, секогаш да се тоа оди степен по степен нагоре и се надевам дека еден ден ќе созрат сите играчи, се моментално зборам за наша репрезентација, се млади, дека сите заедно ќе созрееме и дека еден резултат ќе се даде можеби сигурно за 4, може 5, може 6 години, како што е сега Полска што велите вие, после 6 години мислам дека се зрели за нешто многу повеќе од она што го направи на Европското. И сепак таа е она една граница кај што треба да се заврши како што доликува, нели? Да стигне до некој успех, нормално, да. Потоа иде подмладување и иде нов циклус и тоа е секогаш повторно и повторно. Ќе ги потсетиме гледачите, ја совладаа Шпанија 26-23, Португалија 22-21 во групната фаза, влегува во главната рунда и таму од фаворитите Шведска и Унгарија, кои беа и наши противници, загубија, но ја совладаа Романија, која е исто така квалитетна. Така, они и овој припремен период, додека ние игравме ова минатава ЕХФ недела со пријателски со Србија, они беа на турнир, тој е Голден нешто лига, како го нарекуваат, не знам, се играа со Холандија, со Норвешка и со Данска. Сите, тој со Холандија и со Норвешка беше гал до 55-та минута,
Меѓу третиот надпревар само изгубија 10, меѓутоа го гледав, нормално имам некои видео снимки, играше сосема некои млади девојчиња, нешто валја наредни некои генерации, така да тој беше нереален резултат, а претходно ова беше навистина има што да се види. Се надевам дека ќе се представиме во едно добро светло и ние имаме нешто што да покажеме, сепак сме балканци, имаме друг карактер, малце, што јас тоа го барам и нема Околу предавање. прогресот пред малку што го кажа дека е потребно време и сите тоа го знаеме. Од септември 2023, кога дојде на чело на репрезентацијата. Твое вака интимно мислење, Морам да кажам колку се дека работите? морам да кажам дека се многу променети работите и тоа во нагорна линија видовте и вие на европското како може да играме со сите репрезентации, сепак е она на искуството што ни фалеше за нешто плюс. Меѓутоа тоа од утакмица на утакмица, од надпревар на надпревар се стекнува, девојките веќе созреваат, играат во надвор, во многу посилни лиги од нашава лига и се надам тоа ќе допринесе за нашата репрезентација и ќе биде за некоја година дека тоа ќе вроди со еден добар резултат. Ја спомнавме Моника Кобилинска, неа најдобро ја познава се чини Сара Ристовска. Против токму така, да. се со неа се среќава во последниве само 7 дена 2 пати. Да посетиме, Сара Ристовска игра во Рапид Букурешт, Кобилинска за ЧСМ, тоа е поранешниот европски првак, една квалитетна екипа, но затоа дербито кој се одигра пред неколку дена со минимален резултат му припадна на ЧСМ, а радува формата на Сара која беше втор стрелец Токму така, во да. екипата со 5 гола. Да имате уште еден надпревар реванш од Лига шампиони, значи за една недела Добро, три пати ама се таму е сретнаа. решено, бидејќи 10, Да, 10. разлика е. Токму така, ние имаме само еден играч игра во Лига шампиони, така да можеби тоа е некој минус да кажам. Меѓутоа, евте, сега девојки од почетокот, од кога се запознаме од првиот собир до сега, веќе сменија некои клубови, отида во многу посилни лиги, имаат поголеми минутажи и тоа допринесува за развојот на една репрезентација. Не може некој да не игра или да остане во некоја ниска лига, да нема минутажа, тоа на терен одма се отсликува. Значи не е само да отидете негде а да не играте. Значи мора да одите и да играте и сепак да биде некоја поквалитетна лига и со тоа ќе дојде резултатот во репрезентација. Сега, откако погледнавте неколку видеа од надпреварите на Полска, и знаејќи го квалитетот со кој располагаме, што можеме да очекуваме на 9 и 12 април? Веднаш пред да одговорите, она што го споменавме на почетокот, јасно е дека искуството е апсолутно на нивна страна, а тоа не е неважно во вакви ситуации. Меѓутоа, ете, земено квалитативно, како целина, што може македонската јавност? Ние сме млада репрезентација, со голем ентузијазам, значи со еден карактер и со добра борба, мислам дека многу е важен од првиот надпревар, да остане некој актуелен резултат и мислам дека така ќе биде за потоа гостувањето, тоест нашата утакмица на домашен терен, кој ќе се игра во Битола и мене ми е стварно тоа многу драго. Се надевам дека со актуелен резултат дека ќе се наполни салата и сепак не е лесно да играш пред онаква публика, пред полна сала и како да кажам, чуда се случуваат и треба секогаш да се верува во тоа, бидејќи ние имаме нешто што да покажеме и ние имаме некои можеби скриени џокери. Се надевам тоа ќе го искористиме и ќе дојдеме до еден поволен резултат, па и може и пласма на едно светско првенство после долги години. Дај Боже. Да. Последен пат е 2012 година, кога селектор беше токму и твојот претходник Љубомир Савевски, освоивме 15-тото место, а најдобра пласман е секако 7-то место на светското првенство 1997, генерација предводена од Индија Кастратовиќ, која однеодамна е и станар во куќата на славните. Токму така. Во продолжение за твојата втора актуелна функција, ако може така да кажам, на почетокот на септември, неколку дена пред стартот на шампионатот, храбро прифати да седнеш на клупата на Тиквеш. Зашто велам храбро? Само пред 2 недели на турнирот во Струга, најдобриот играч на Тиквеш, душата на тимот, Страхиња Симиќ, потешко се повреди, ја пропушта дефинитивно целата сезона, но еве се реши
да го прифатиш и тој предизвик? Многу пати сум спомнал во многу емисии и интервјуа дека сакам такви предизвици, сега сум авантуриста и затоа го прифатив тоа со две раце. Навистина турбулентно беше, многу кратко време, само што дојде после 2 дена почна првенство, па имавме Европа, па повторно среда, сабота, среда, немавме многу, па ми се поведе една ЕХФ недела, уште една ЕХФ недела. Меѓутоа, морам да кажам и да ги пофалам играчите кои се срцето на тимот и навистина е прекрасен тим кои ми дозволија се тоа што, како да кажам, го знам и умеам да го прифатија тоа со две раце. Се соединивме некако, направивме една добра хемија и ден по ден, тренинг по тренинг се креаше формата, се креаше тактичкиот дел, се учевме едни на други и мислам дека по она што беше на почетокот дека требаше плейоф да фатиме, по една ваква турбулентна сезона, не само што фатиме плейоф, дури завршиме на 5-то место. Точно, 5-то место, 25 бода. Така префрлуваме и еден бод, што е многу значаен за 11 победи, 8 порази, 3 нерешени. Да, може да кажам, може би лошо малце почнавме, со некој пораз дома од Бутел, во Охрид изгубивме доста разлика. Морам да те прекинам, не почнавте лошо. Во првото коло, со Еврофарм Пелистер во Кавадарци, на полувреме имавте предност. Имавме предност. На стартот од вториот дел со серија 6-0, фармацевтите битолски. Токму така, тоа е делот на ротација, тоа се големите клубови, пак ќе кажам, сепак се големи ти, може и ние сакаме да бидеме голем клуб, меѓутоа сме многу далеко од тоа, не е само да сакаш, а друго е да треба да правиш нешто за да бидеш тамо, нели? Не можеш како вика, немам леп да јадам чоколада. Така да сепак е далеку сме од таа тројка горе што е формирана, па да не речам се и четворка и Охрид се приклучува на тоа, како буџетски, така организацијски. И стварно од она што како започнавме, навистина сум пресреќен како завршивме. Следува еден плей-оф, да. Ждрепката сакаше пак во првото коло од плей-офот повторно со Пелистер, да се Пелистер на 2 април во Кавадарци. Меѓутоа сега малце друга приказка, ако можеби немаме ротација, меѓутоа веќе сме запознаени со други играчи, знаеме што треба да правиме, знаеме како што и е малце подруга ситуација, не можам да кажам дека ќе биде лесно за нив, меѓутоа верувате дека се бориме, Кавадарци е еден град кој живее за спортот. И така и треба да остане, не само во Кавадарци, можеби и во сите други градови, сепак спортот е нешто најсветово во сите држави, по мене. Прво е спортот, после е политика, така да тоа треба да се зачува и да остане така. Полна сала, знаете дека може секогаш да се направи изненадување, гледате какви екипи ти Пелистер кој игра дома со Лига шампиони, какви екипи победува, само ради онаа публика што е мотив плюс, што не знаеш кај може да те однесе, така да нема да му биде на никого лесно во Кавадарци, тоа го гарантирам. Само да останеме здрави, да останеме во добра физичка спрема и не се даваме на никого. Од твоја гледна точка, кој ракометар би го истекнал, кој вака можеби е неблагодарно, но во регуларниот дел те изненади и тебе, да кажам? Па не можам да кажам и нема како да кажам. Навистина е страшно нешто како сме склопени како екипа, така да можеби една утакмица игра едниот, друга утакмица другиот и така знаеме да се покриеме, не можам да одвојам. Стварно не можам да одвојам. Многу тимски играме, многу е на завидно ниво на една дружба и на хемија што имаме, можеби и поради тоа стигнавме до 5-то место, затоа што знаете како е организацијски, не знам, или финансиски, сите имаме проблеми и покрај такви проблеми, покрај тие сите, не знам, неисполнување на некои договори, ние сме стигнати до едно 5-то место. Најголема благодарност, уште еднаш ќе кажам, до играчите. Но сепак, јас ќе се обидам да кажам некои од имињата кои навистина го носеа товарот. Пред се, значи, Обина, па Кристијан Анастасовски, па младиот Коцев, кој последната средба со Бисинов беше меѓу најефикасните. Мартин Манасков. Кој, тоа ми беше прашањето, го изумив, кој ја презеде улогата на Страхиња Симич? Мислам дека тоа е ново дојдениот. Тука беше Кривокапич, нели, и Летич? Тоа е Игор Кривокапич, среден, да, многу наликува на Страхиња, така е продаден играч, со навистина посебен карактер, борец, не сака да губи, што е многу важно во спортот и голем другар, така да навистина имаше и тешка задача, нели, да го замени Страхиња Симич, знае
барем јавноста знае што бил Страхиња Симич и што е се уште во Кавадарци, така да не му беше лесно да превземе таа улога, но како што кажав претходно, ден по ден, тренинг по тренинг, тоа самото се наметна, така да навистина добро сето тоа го изведе и е еден од најдобрите играчи, меѓутоа 7-8 души, другите се помлади дечиња кои чекаат шанса да добијат да се покажат и тоа е тоа. Што сакам да кажам, преска, големите екипи имаат доста играчи, имаат ростер на играчи, така да тоа е многу важно, поготово сега во плейоф, кај што се игра среда, куп и тие работи, ќе видиме до кај ќе издржиме. Малку играчи сме, но мислам дека карактерно сме доста силни. Конкретно, на што се надевате во плейофот, амбициите? Минатата година излеговте на европска сцена. Токму така, амбициите на почетокот беа плейоф, нели како одиш напред, така се зголемуваат, ете пето место, сакаме да го задржиме тоа пето место. Па ако не може да се случи некој чудо да видиме и четврто, зашто да не, ова е спорт. Ние нема што да изгубиме моментално во плейофот, има другите што се имаат зацртано што треба до кај да стигнат. Малтене ние 90% си ја завршиме работата и мислам дека малце растаретени ќе играме, тоа е многу од големо значење за ваков период, така да здрави Боже, само да сме здрави сите и може се да се случи во Кавадарци. Ќе те навратам на стартот на сезоната и она европска авантура. Предпоставувам дека останува жал за можноста против грчка драма во првото коло од Европскиот куп. На првиот напревар загубивте 31-27, имавте минус 2 до финишот во Кавадарци, 24-20, значи дојдовте до егал и повторно во финишот не успеавте. Се случија некои промашени контри, казна гол промашено, пак чиста ситуација пенал и веќе отиде времето, што би рекол, беше кратко да се вратиме, некако застанавме, се предадовме што не треба и дури го изгубивме над преворот, што можеме да поминеме понатаму, ние го изгубивме над преворот, меѓутоа тоа се случи за неколку минути. И пак ќе кажам многу краток период. Сигурно дека и таа елиминација и влијаеше во некој дел од продолжението на. Па може би влијаеше, може да. Пак сега како да кажам, во оној ростер мал што имаме, може би добро што испаднаме таму, па се концентрираме. Председателот така случи. Ама сега кога сте броени, знаете како, кога имаш 100 денари, не можеш да подржиш 200, така да некогаш мора да се штедиме, мора да се преброиме колку сме, да знаеме што ни е побитно, дали едното или другото. Пак ќе кажам, немаме ростер за да се натпреваруваме на две сцени. И тоа е тешко, според оние услови што се, според сите проблеми, така да мислам дека ова што го направивме успех. Сега интересно ќе биде за јавноста твоето мислење во врска со разврската во врвот на табелата. Ги знаеме трите екипи, главни фаворити. Токму така, да. Дали, еве ќе те замолам за едно твое мислење, кој би според тебе има најголеми шанси за титулата? Моментално, како што стојат работите и како што ги гледам, во најдобра форма мислам дека Еврофан Пелистер. Алкалоид може грешам, може не знам, мислам дека одим во една надолна линија, гледам дека имаат доста повредени играчи, на што се должи тоа не знам. И еден од најдобрите, Марко Нормално, Марко Митев, најдобриот играч, што беше и мотор на таа екипа. Може би грешам, пак ќе кажам, не знам, не сум тука да судам за други екипи, ама бидејќи побаравте, на кој мислење мој. Ќе добиеме одговор на 2 април на паркетот, Вардар Алкалоид. Токму така, и Вардар е тука екипа која знае да игра, поготово вакви дерби надпревари, секојаш знаела, така да ќе биде борба. Охрид од една сенка екипа која многу вложува, меѓутоа се уште некако не ми се споени, сплотени, не знам дали фали некоја хемија, дали нешто, некоја искра внатре. Мислам дека е малце подалеку од другите три. Меѓутоа се може да се случи, па ќе кажам плейоф, дома гости, публика или не, ден имал некој, ден немал никој, мислам дека ќе биде борба за она. Овако пак ќе кажам, Пелистер е моментално во најдобра форма, меѓутоа тоа не значи ништо. Доколку на 2 април не му скинете Пелистер тука нема ништо. Доколку на 2 април во Кавадарци не му скинете некој бот. Ете така. Или за 1 април да играме по шега да направиме. Кристијан, ти благодарам многу за одвоеното време и гостувањето во телевизија 24 и посакувам многу успех на предстојниот бараж двомеч со Полска. Ќе потсетам уште еднаш 9 април во Кошалин и 3 дена подоцна во салата Боро Чурлевски во Битола. И секако успех и во предстојниот плейоф што повисок пласма.
Ви благодарам, се надевам дека ќе исполниме нешто од ова. Тука е, почитувани гледачи, крајот на петочното издание на Аргумент Плюс. Ви благодариме што бевме ваш избор, задоволството е и наше.